директор. Единица за специални задачи е подготвена за реализиране на тактичко-показна вежба, елиминиране на терористичка въоръжена група на територията на Република Македония. Директор на мисија на единицата. Значи единицата има задача да пресретне групата на полигонот Пенош и да ја неутрализира. Начинот на извршување на задачата е следен. За извршување на оваа задача ќе се употребат оптимални човечки ресурси како и материјално-технички средства, се ангажира еден оперативен одсек, подпомогна со 4 снајперски тимови од по 20 припадници. Поради карактеристиката на теренот и тежината на приодот ќе се користат и оклопни возила Хермелини и по планирано е снайперистите да извршат наблюдување на просторот и да даваат информации на останатите тимови. По добивање на информациите од терен се пристигнува и се пристапува кон извршување на задачата. Ajde, sljeguj, Dragan. Esto, zapušte!
автомация за доближиме на другите. Вие 7 и други освобождените. Добре, се спремен за повествование. Долу 102. Може да се спремен за повествование. Господа полицейски службеници, здраво! Здраво! Навистина ми е чест што имам можност денеска да бидам присутен тука на завршниот дел од вашата вежба и морам да кажам дека сум восхитен од тоа што го видов. Напорите кои што ги направивме во изминатиот временски период во подмладување на единиците и со закривање на материјално-техничката опременост на генерално на одделот за посебни единици и особено сега на единици за специјални задачи, навистина ги дава своите резултати. Вашата ангажираност и посветеност во обуките излегува на површина не само во реализација на овие вежбовни активности, туку тоа е веќе потврдено многу пати во најразлични операции, во реални операции. Така да после секој контакт со вас или после секој присуство верувајте дека сум се посигурен и се поуверен дека навистина имаме силни капацитети со кои можеме да одговориме и тоа решително на било каква закана во Република Македонија. Република Македонија знаете дека е соочена со најразлични видови на закани од најсложени форми, меѓутоа
сите вие сте сведоци и знаете дека тоа не е само карактеристика за нашата држава, тоа е веќе реалност не само во државите од регионот. Гледавте во минатото и преку медиумите дека тоа се реалности и во развиените европски држави, така да со подмладувањето на составот, со зголемувањето, со зајакнувањето на персоналните капацитети, со зајакнувањето на материјалните технички средства и особено со вашата посветеност и со посветеноста на вашите старешини во делот на обуката, јас сум сигурен дека навистина како и досега уште по-подготвени ќе можеме да се справуваме на сите реални закани и ќе можеме навистина да даваме апсолутно решителен одговор и на тој начин да дадеме максимален прилог за зачувување на безбедноста, на јавната безбедност, на интегритетот и морам и во оваа прилика да ја искажам мојата благодарност за целокупниот ангажман на вас, на вашите старешни, за тоа што го направивте досега. Моја обврска како директор на Бирото за јавна безбедност и понатаму е внимателно да ги следам сите активности, односно реализацијата на сите цели кои што ги поставуваме и во делот на опремување, и во делот на обука, и во делот на зајакнување на персоналните капацитети, така да јас сум оптимиста дека за многу краток временски период ќе ги заокружиме одредени процеси со пополнувањето и особено ќе ги заокружиме процесите со зајакнување со материјално-технички средства, бидејќи тоа е, морам да кажам, заедно со персоналните капацитети, заедно со посветеноста во обуката, алфа и омега за успех или гаранција за успех во реализацијата на било каква ризична задача која ќе ни се наметне во попречување или во елиминирање на било какви закани, како што впрочем имало во минатото. И не треба да бидеме наивни дека такви закани сигурно ќе има и во иднина, но еве пак ќе повторам, кога гледам таа структура која што впрочем скоро 90% е подмладена, тоа дава навистина една силна гаранција дека во континуитет ќе имаме одржливи единици кои се високо професионално обучени и се разбира со материјално-техничките средства кои се во план на обезбедување на набавка ќе можеме да одговориме на сите закани. Уште еднаш благодарам за старешините што ме поканија да дојдам да присуствувам на оваа завршување на вежбовите активности. Мојот фокус навистина е насочен не само покрај тоа што е насочен генерално према целата македонска полиција и криминалистичка полиција, со особен фокус или со особено внимание ги следам состојбето во специјалните единици и многу енергија практично и многу ангажман вложувам заедно со вашите старешни токму во зајакнувањето на вашите капацитети од една страна, но и подигнувањето на стандардот на вашиот стандард практично. Честитки уште еднаш за успешно завршената обука и навистина е импозантно тоа што имав можност да го видам. Ви благодарам на сите.